Здраво, дечки. Ево ме мене повторно, но сега со поразлична мисија. Мисија на искачување на скали. Тука врви некој експресен пат, многу нема да се слушат, мада не е страшно. Искачување на скали. Тоа се, да ви покажам, 1000 скали, мада не е точно, на интернет ги пишуваат, а и во коментари читав дека се 1150. Па да си ја пробаме среќата. Овие скали се наоѓаат во средишниот дел на Швајцарија, поточно кантонот Олтен. Уствари градот Олтен, на некој му е познато, на кој ќе не е познато, на кој почица. Уствари нека дојдите и нека среќата да видите. Каму е силата едноставно, не е среќа. Па, ајде да почнеме. Да, како што може да видите, мене ме фаќат страв, уште од првична гледка, мада че пробаме да ги искачаме. Моментално е 10 минути до 14 часот. Баш ме интересираат за колку време ќе ги искачам. Да се гледаме нагоре. Епа, луѓе мои, со Господ напред и јас почнав. Ова е наистина интересно. Навистина интересно, ми се допаѓат. Зашто? Затоа што, чекам малце вака да ја свртам со камерата, ми се допаѓат затоа што обкруженци со шума и едноставно држи свежина тоа, не си директно на сонце. Интересна работа. Малку тоа што прави да бидеш понестабилен е тоа што скалите е една повисока, една пониска. Па така да. Интересна работа. Интересна работа, баа ги се стрбни. Можда искачив некој 100, нема ни толку. Може да погледнете надолу, нагоре. Така да. Ќе видиме како се садуват работата. Да одиме. Се гледаме погоре. Морам да направам пауза. А немам искачено ни една осмина. Многу се стрмни. Ова е ненормално, но сепак е перфектно. Пак ќе кажам, многу убаво е што имаат зеленило. Така да, полека ќе искачуваме. Одиме, луѓе. Направив 2 минути пауза. Овдека некој орелче е направено од дрво и можам да почнам да направив само 2 минути пауза. Вода да пијам и продолжувам нагоре. Сега наближувам до некоја бројка, ќе ви покажам. Да. Наближувам на бројка од 400 стапки. Значи, тоа е 1/3. А јас Очо не можам. Очо скапнав толку многу. Не можам ни да плюкнам. Вака ми е помачно. Да, се гледаме нагоре. 2
1600 скалила. Епа, луѓе мои. Не можам душа да земам. Ја морам да седнам. Ова е ненормално. Моментално сум на пола. Се препотив. До сега имам 5 кила изгубено. Јао. Ненормално, но сепак добро. Вреди да се пробате. Човек да се испроба среќата. И силата, што е најбитно. Вау. Се стопив. Како пршка се направив. Луѓе мои, да се напијам вода и продолжам пак. Нема смисла. Одиме. Осумсто. Јао. Тука е премногу стрмно. Но нема откажување. Ова е најстрмниот дел каде што го среднам. Ле, нема душа да зборува, се гледаме горе, луѓе. Моментално сме, ако се гледат за некои 10 скалила, сме на 900 скалила нагоре. Приближуваме до Илјадарка, но јас морам да ви покажам нешто странично. Може би ќе биде интересно и за вас. За мене е интересно. Нешто како пештеричко во Карпа. Ајде да одиме таму. Јао, и тука е стармно. А да, до тука е 900 стапки. Аз морам да видам тука. Интересно. Интересно, мене ми се допаѓа това. Некој хеликоптер. Ми се допаѓат. Некои се карпи. Вау, интересно. Ајде да видиме тука. Да се оставам капцето. Да. Јао. Интересно. Интересно. Ова ми се допаѓат. Мене повеќе ова ми се допаѓат отколку искачувањето по карви таму. Јао, што оба свежина идат. Морам да се префрлям на другата страна. Да, таму нешто е тоа. И тоа е тоа. Да. Хладничко, но сепак добро ми дојде. Да. Полека. Да не. Да. Јас морам да се вратам на таа страна. Епа, луѓе мои. Пак ќе кажам, ова повеќе ми се допаѓа отколку искачувањето на скалила. Продолжуваме уште околу 300 скалила. Да се гледаме горе. Чао. Иначе ви покажам тоа тука. Некој бетонски огромен столб со некоја метална цевка. Што им е правено швајцарцеве на оволку височина со вакви чуда и самиот не знам, но ајде сепак не е битно, продолжуваме до Илјадарката. Одиме. Епа, луѓе мои, ви ја представувам Илјадарката.
Конечно стасавме на... Морам да застану. Да. Стасавме на 1000 стапки. Така да значи дека не се 1000 стапки, туку имат уште нагоре. Како што кажуваат, најверојатно 1150. То одиме да провериме. Се гледаме нагоре. И луѓе мои, браво! 1150. Ги скачивме двој. И јас сега само можам да се седнам тука, да земам душа, да. Ова ќе одговарат за мене. Како ќе слезам? Некој со ноца имат. Не можам душа сега. Како ќе слезам надолу и сам не знам. Така да. Со мали паузи ваму таму, мислев дека ќе биде потешко, но сепак успеав некако. Секој што иде на овој дел од Швајцарија, нека застанет. Ја, дури гласот ми се пати. Оче толку стамно. Да, секој што иде на овој дел од Швајцарија, нека застанет и нека си ја пробат среќата. Ја, обредите. Се стопив, како сало се стопив. Ќе правам мала пауза, ќе каснам нешто банана, вода, ќе се напијам и продолжуваме надолу. Се гледаме, луѓе. Да ви покажам. На 1 април 86 година, 2 години пред да се родам јас, првото скалило го поставил Харбел Шајдегер од вкупно 1150 скалила. Најверојатно е завршен 1987 година. Да, 87 година, тоа е една година пред да се родам јас. И ден денеска функционират. Секоја чест за таквите и со таква иницијатива. Би сакал да имат и на други места, па и кај нас на Балканот, не само во мојата Македонија, како и кај нас на Балканот општо. Малце луѓето за да се тргнат од политика и такви глупости, од мразење на национална верска основа, туку вака да пешачет, како и тука, да пешачет, да се сретнат, да се поздрават едно здраво, како што се културни баш тука и тоа што ми се допаѓа многу. И едноставно за секој го прави тоа за себе, значи за едноставно да има здрав дух, тело, значи да е функционален, да е барем малку спортски активен. Се надевам дека имат и кај нас, пак ќе кажам, убаво е да имат. И едноставно да, тоа е тоа. Јас морам се да пронајдам од каде да се спуштам. Не сакам да идам преку скалите. И да, ќе завртам мал круг, па се гледаме најдолу. Од каде што почнавме. Се гледаме, луѓе мои. Луѓе мои, стасав до нешто интересно.
сакам да ви го прикажам. Да ви го прикажам подобро. Каква прекрасна гледка имат. А иначе јас идам од таму. Тоа е многу далеко. Тоа е премногу далеко. Да, луѓе мои, од тука имат прекрасна гледка. Ова е ненормално прекрасна. Го обожавам. Така, луѓе мои, пешачам надолу. Мислам дека имаше знак дека не смее да се вратиме назад по скалите. Евентуално тие се само за да се оди нагоре. Мада имаше некои се спуштаа надолу. Мајде да ги запазиме тие прописи, да кажам. Се враќам по некој патчина, некои лавиринти, може да погледнете позади мене, ако се гледат. Јас одам натаму. Можам да кажам дека сум на пола пат. Убаво е, пријатно е. Мала грешка направив што не си седов мајца. Доколку го гледате ова видео, доколку ви дадам поттик, ќе ви кажам само едно. Земете си дупла мајца, за која ќе стасате горе, да можете да се преслечите, да не се суши на вас и да си слезите суви надолу. Мада сега не е толку страшно, веќе топло е, така да пак ќе кажам не е страшно. Иначе, да, интересно е. Да, одиме надолу, на таа страна. Е интересно, има секакви швајцарци, странци, белци, црнци, се шетаат, млади, стари, кои со куче, кои со маче, кои со точак, значи, во секоја ситуација има луѓе. Не е само и пусто. Да, а сега, чека ви прикажам овдека има некоја чешма. А да, во позадина, стандард. Ако си правите седенка, си имате скаричка. Тука си течи водата, тука и тука има чешма. Да. Kein Trinkwasser. Да, не е за пиење. Може малце само да се освежите, да измиете раце и едноставно тоа е тоа. Епа, луѓе мои, да продолжиме. Ајде. Но пред да продолжиме, само едно сакам да ви покажам и да ве прашам. Ајде. Лопата, секира и некои си други ствари. Луѓе мои, искрено кажете, дали ако беше, да,
искрено кажете, дали ако беше кај нас, ќе беа уште тука или ќе беа украдени. Зашто, да не ме сватите погрешно, знаеме во глобала каков ни е менталитетот. Чисто онака, ова го прашувам едноставно, чисто како да ви давам мал поттик за да коментирате на ова видео. Така да, останете со здравје. Се гледаме долу, луѓе мои. Ајде. Хајде да видиме што кажувате. Мапата, зелена и црвена стрелка. Да видиме. Да, ние се наоѓаме тука. Значи, тука е стартот. Да, црвена, зелена. Зеленава е подалечна, па ќе одам по неа. Ајде. Се гледаме натаму. И се наближуваме до едно место. Може би ќе ви дое познато. Скалички. Нагоре. Скалички. Надолу. Веќе мислам дека таму долу е старт позицијата, мада јас ќе свртам круг од таа страна, бидејќи не сакам да одам контра поставените знаци. А ги имаше што се движат, па мораше да ги чекаме да слезат прво тие, што не е фер. Но сепак не е битно. Одиме, свртиме круг, па се гледаме на старт позиција. Епа, луѓе мои, само момент. Луѓе мои, како што може да видите, крајот на ова патешествие, уствари тука е почетокот на тоа патешествие. Седнав малку да одморам. Добро искуство. И да, мала грешка, не е грешка. Изумив да проверам за колку време стасав горе, мада не е тоа страшно. Луѓе мои, останете во добро расположение, чувајте се, бидете позитивни, користете вакви прилики ако имате можност во некое слободно време и нема да зажалите. Ова е прекрасно искуство. Луѓе мои, бидете поздравени и се гледаме до следно видео. Чао, чао.